Заклучно со вчерашниот ден, апликациите за проектите од преку 72 општини до моментот изнесуваат околу 330 на број, а во текот на денот се очекуваат да пристигнат уште апликации кои се испратени по пошта од страна на локалните самоуправи, по кое ќе се затвори јавниот повик од страна на владата. Министерот за локална самоуправа, Златко Перински, истакна дека големо е задоволството во однос на големиот интерес од страна на локалните самоуправи и вели дека нема да остане ниту една општина која нема да аплицира на овој јавен повик. Вчерашниот ден го затворивме со апликации од преку 72 општини, со околу 330 апликации за 330 предлог проекти. Да почекаме да го затвориме и денешниот ден, затоа што имаме информации дека одредени општини, одредени локални самоуправи, нивните апликациони формулари ги имаат испратено по пошта и мислам дека е коректно да почекаме уште некој час во целост да го затвориме јавниот повик. Морам да изразам огромно задоволство затоа што интересот беше навистина голем. Практично мислам дека и нема да остане ниту една општина која што нема да аплицира за овие средства. И ова само ни ја потврдува политиката на владата дека навистина на локалните самоуправи им треба помош и интервенција од страна на централниот буџет за да се постави основата, тоест оние проблеми кои што ги имаат со инфраструктурата во иднина да се коригираат и санираат и навистина да изградиме на еден начин модерни услови за живење во рамки на целата територија на Република Македонија. По затворањето ќе следува 10-дневен рок во кој локалните самоуправи ќе ги доставуваат предлог проектите со пропратна документација, како одобрение за градба и план, а потоа започнува процесот на евалуацијата, додава Перински. Потоа следи 10-дневниот рок каде што локалните самоуправи треба да ги достават предлог проектите во целост со онаа пропратна документација како што се одобрение за градба и така натака до ресорните министерства и потоа почнува процесот на евалуација. Значи ресорните министерства формираат евалуациони комисии кои што би требало да ги евалуираат сите предлог проекти во рамките на нивниот ресор, се разбира. Овој беше онаму каде што самите локални самоуправи немаат доволно средства да инвестираат во подобрување на водоводната, канализационата, патната инфраструктура, во делот на образованието, тоа да го направат преку оваа можност која што им ја даваме преку централниот буџет. Тоа е главната и основна замисла на проектот. Со јавниот повик од страна на владата за аплицирање на капиталните проекти, од една страна не само што ќе се подобрат условите за живот, од друга страна државата ќе има можност да изгледа модерно и современо со целата инфраструктура од страна на општините.